Овој дел од нашата утринска програма го посветуваме на музиката. Ке зборуваме за музика, за спомени и нови проекти со нашиот гостин Спасе Антевски. Значи го завршуваме ова утринско дружење со вас. Не можевме да избереме по-добар начин, како не ако не со музиката. Добро ви утро. Добро утро. По трет пат, Оливера, со тебе. Спасе, добро утро. Пред утро да и на вас. почнете со разговорот, како добри домаќини овде, да понудиме утрински напиток, чајче, кафенце, македонско кафе, Може кафенце некој. Јас не од знам. машина. Не Еспресо. знам дали Еспресо пејачите може, да. пијат чај, Спаса. Да, пиеме чај За гласните за жици? гласните жици, да. А јајца пиете? Од Треба да препелица. пиеме, ама Со шекерче или без? Може Јас, шеќер, ако шеќер. сакам да пеам, морам да се напијам јајца. Така да, ова утро сум подготвена да пеам со тебе. ти си подготвена, јас ке ти пеам терца. Јас ке те И поддржам. јас ке ве следам со задоволство, ако ја знам песната. Вибрато. Вибрато. Така, ти благодарам што припати еве празнично да дојдеш во утринска програма. Секогаш им се извинувам на пејачите зашто знам дека до доцна остануваат. Сега и мај месеци на прослави, Да, матурски забави И и јас ви слично. се благодарам што ме поканивте и да ве поздравам вас тука во студиото и вашите гледачи и да им посекам убав ден. Така, ти не си нели школуван пеач, меѓутоа ја одбра музиката како твоја професија. Музиката ми беше хоби од мали нозе, да не кажам од 10 на 12 години. Кој ти кажа прв дека убаво пееш? Јас се Учителката? страмев да пеам. Како почетник, како дете, многу бев страмежлив. И се собирам така со другарчиња, вежбавме се, тие пеја, ја не пеев. Јас свирев хармоника и не пеев, да кажам, до некои 5-16 години, така, на таа возраст. Почнав да пеам и кај што излегувавме во локали, имаш некои свирки, другари ќе ме боцнат, а испеј нешто. Спаса знае да пее. Да. И ајде, јас се страме и почнав така по клубови да пеам. И имаше некои награди пијачки, нели, дружење, некој тоа такво и другари пеј само да земеш некоја награда, знаеш, да пиеме тука да биде интересно журката. И така се најдов со некои колеги, па формираме бенд и така почна се. Така, значи не почна соло, туку почна во бенд. Почна во бенд, да. И почнав да свирам. Може би повтор Хармоника да пеам, ама со тек на време самоук си? Или одеше на самук, да. Само имам некои часови дополнителни, така од некои професори околу пеењето, околу диафрагма, околу дишење и тие работи. И немам друга школа. Еве. И така да. Пецето Оливера ќе го подаде, нека ви е на подмачкаме здравје. грлото. Да можеме малку и во живо да ве слушнеме. Фала ви да сте ми живи и здрави. Исто и вие. И во бендот остана 12 години. Да, во бендот бев 12 години и потоа решив малку да се тргнам малку на страна и да почнам да создам своја соло кариера. И Конечно се опушти. да, бара малку слобода. Бендот бараше многу напор, многу свирки, многу снимања, многу неспиени ноќи, од една свирка на друга свирка и почна ми станува малку напнато. Па една Па и операција на здравствено, нос, да. па и една операција на грло, знаеш, пари никогаш не се доста. Да, од секогаш сум се Ама- прашувала како издржувате, еве и како издржуваат пеачите на концерти, тоа е сепак напор за гласните жици. Ај пеењето, во ред, работата ја сакам и ме исполнува и ќе издржам, ама има други дополнителни работи, како што е возењето од едно место на друго место. Одиш некаде на страна, одиш во некој хотел, па не ти се погодила перница, па нема грејење, па не можеш не да наспан. заспиеш, па секоја менјуваш локација нонстоп, не можеш да си го најдеш редот, онака да спиеш како човек, спиеш на разни места. И тоа е многу потешко него работата, пеењето. Тоа е се тие некои потешки работи што не замара, да кажам. Возењето е многу напорно. Денеска си Струмица, утре си Тоа е најтешкиот дел, да. Охрид, сега идам често за Бугарија, за Србија одам. И тоа е друго кој имаш некој да те вози. Некој паш вози некој, ама повеќето возам сам. Така. Што бара нашата публика најмногу да слуша? Да ви кажам, идеме често за, нели, низ Европа, Србија, Бугарија идам често. Здравје, се спрема турнеја ноември за Австралија. И ние бараме се македонците.
Ние сме меракли, сакаме и српско, сакаме и народно, сакаме и забавно, сакаме За се не бива. и Тоше, сакаме и Александар Сериевски. Кај нас музиката се сака. И босанско, нели, кај нас во кафана да отидеш, се може да слушнеш. Додека во Србија може да отидеш да Би сум слушнеш народ. неколку песни македонски и толку. Ние можеме да свириме овде со денови, да не кажам тие години 98, 96 кога почнуваме да работиме, тогаш се свиреше многу и грчка музика. Ама нели од тие причини политички, малку се стагнира таа музика, не се пее иначе. Свираме, е секако видна музика кај нас. Ние ќе завршиме, нели, ќе завршиме програмата со твој видеозапис за Шекер млада невеста. Шербет блага невеста. Добро. Баклава. Таа е една убава песна, албанска традиционална песна преработена. Да, ќе ја слушнеме последните минути, но може тука нешто вака да видиме наутро живо? како ти звучи гласот во живо, Наутро? некој референче. Само да не се устравам. Јас ќе те поддржам што се да ве секираш, јајцата поздравам, испиени Да ми ве се. поздравам вас и колегите ги поздравам вас, да ве поздравам дамите со една убава, наша убава песна. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче. Незаменливиот Јонче Христовски. Македонско девојче се слуша, се Така пее е. на секаде низ Така е. светот, на сите континенти. Во право ли сум? Така е, во право си, да не кажам, може непријатно, ама повеќе се пеат македонските песни, може и надвор, Во диаспората. во диаспората. Добро, на нас може ни се досадни веќе, ама... Па ние дека тоа- сме си дома. Да, ама тоа ни е традицијата. Па нека ни се вратат. Тоа го велам јас и на младите, кај што одиме, нели, по нашите свадби, по... Ајде да кажам, некојаш така да ги поздриш со нека ваква песна, знаеш, како да се страмат, како да неќе да станат да играат. Викам, какви се, не знам, чудни работи некои. Денешнима млади? Па денешните помлади, знаеш, така како да... Имавме гостин од Браво Бенд, Оливера, само малце ќе Да. ви се вмешам. И исто така на свирките сега, на еве баш младите, кажа дека се враќа онаа музика од наше време, Оливера, од 90-тите години. Оливер Драгоевич, Мишо Ковач, Да. дека тоа сега е актуелно, сега е нешто што се пее по Ги пее по Спасе и клубовите. тие. Да, сега има еден проект, го работам на тие песни. Имаме една песна на мојот Facebook пуштено од познати српски пејачи и хрватски, да. И сега имам некои песни од Тоше да снимам, од Желко Јоксимовиќ. Првата песна ми е од Луис снимена. Тој е малку специфичен пејач, јас го обожавам и сакам неговите песни. Од Мирослав Илич, од Тозовац. Имам такви песни што ми ги барат вака надвор кој ќе одам, пример за Бугарија кога одам, ми ги барат често и сега имам спремено 10 песни што ги работам. И една аудио, што чекаме видеозапис, па повторно да ни Точно, дојдеш. сега имам уште една нова песна, моја авторска, ама не можем денеска да ја промовираме тука. Спотот треба да се работи јуни месец, само уште малку да заврши, нели, овој мај месец. За нас музичарите мај месец и пред нова Да ги година испратиме декември, матурантите. тие се најнапнати. И така малку да земам воздух да заврши овој месец и јуни месец ќе го снимам спотот и се надевам ќе Ќе го дојдам тука промовираме. да Да го чекаме, промовираме. ние Песната работиме. е многу убава, ми се свиѓа. Мислам дека се надевам дека ќе им се свиѓа и на гледачи. Да, јас од секој разговор сакам на крај поука, никогаш да не го потиснуваат чувството во себе, да се борат за, нели, исполнување на своите соништа, како што ти еве стана познат пејач. Тоа ми беше, како што кажав на почетокот, хоби, сега ми стана работа, ама јас го чувствувам уште како хоби. Мада заработувам од... Јас заработувам од хоби. Да, Од тоа е хоби. најубавото. Пронајди ја работата што ја сакаш, за да не работиш ниту еден ден во животот. Буквално уживаш, како да одиш на одмор кога одиш на работа. Уживам, да ви кажам стварно, колку и да сум уморен, колку и да сум... Јас, не знам, колегите знае и колегата Иле највеќе знае, да го поздравам и него. во овој Поздрав до случај. Илче Паризи, Да, да го нашиот поздравам, он ме колега. знае најубаво. Така. Колку и да сум уморен, колку и да сум... Значи, непрестанувам. Тоа не се дам никогаш. Ве чекаме следен пат Да. заедно со Илче и се разбира со промоцијата на спотот, а